Стадион. Емисија за вашата вистина. Благоје Груевски. Добар ден. Добар ден. И среќен ден. Колега, новинари бевме. Да. Јас сум се уште, новинари. порано бевме колеги. Не се знае, може би јас ќе се вратам. А тоа сакам да кажам, да не ја сменеше професијата, ќе имаше работа сега. Новинарите сакаш, Да, неки ќе сега го криза, ќе мора да пишуваат, мора да трчат да работат. Да. А како пејач нема, се е затворено. Па еве, слушнавме не само ние сме само еден мал сегмент од оние сите засегнати дејности. Тука еве господинот пред малку што културната дејност, театрите, опера, филхармонија, сите тие културни дејности кои се врзани со јавни настапи, туризмот, Да. угостителството и така натаму. Не знам дали нешто би можел ново да кажам што не е кажано. Се тешиме, нели, не сме само ние во Македонија, цел свет е. Авиокомпании банкротира, цел свет е затворен. Останува едноставно да се надеваме дека сето ова ќе еден ден, еден убав ден ќе заврши и дека некако ќе се колку толку да се нормализираат сите овие околности во кои живееме. Груевски имаше страшно искуство, така да го наречем, со короната. Па јас имав блиска средба, да. Јас лично се уверив дека корона има и дека И тешко многу помина, опака тешка и клиничка слика, како се вика. потешка здравје. Без плуќе. Сега можеме да се смееме сега, меѓутоа Да, сега веќе можеме да се смееме, иако во болница заврши. не беше баш смешно. 17 дена бе во болница, во две Тоа што го болници. зборуваат постојано цитокинска бура, Да. пресилен имунитет, тоа го доживеа Груевски. Да, јас го доживав. Затоа што го се пашуват, не пуши, во добра кондиција, Па здрав, здрав, прав човек без лекови. коморбидитети никакви тоа. Ништо, сосема здрав, прав. Што е апсурд, јас короната заработив, не ја заработив таму кај што скитав, не бев прибран дома, значи. Од кафани, од друштва, од луѓе. Ја фатив на место кај што Изолирано. од личност од мајка ми, која не излезена од дома. Значи короната Нема правила. нема правила, ете, мајка ми помина полесно, фала му на Бога, со скоро без симптоми. Дури не знаевме дека има корона, додека не ја тестиравме. Така што, да не се лажат луѓето, дека фаќа само стари и болни. Фаќа и млади и здрави. Мислам, јас не сум многу млад, меѓутоа видов во болница и млади, дупло помлади од мене. Со музиката, која последен пат Па последниот настапуваш? настап беше за 8 март лани во Прилеп. Ќе го памтам тој настап, затоа што после тоа нема ништо. Ето така, ние се целата наша бранша ова, музичка, тешко го поднесува ова. И емотивно, и материјално, луѓето се снаоѓаат кои како знае, нели, борба е за опстанок, борба за живот. Стрпливо чекавме, еве, до сега чекаме. Ако е до нас, значи, еве, мерките се донесува, нели, за да се спречи здравствена, нели, катастрофа, катаклизма. И тоа во почетокот добро одеше, нели, имаше карантини, сите седевме дома. Меѓутоа, после се отвори се, а некои сегменти останаа затворени, како Вие сте настани. постојано затворени, да. Па ние сме зависни од други дејности, од ресторани, од свадбена индустрија, од концерти. Ама има отворени ресторани, а концертни музика не е агенции. дозволена, да. Не се дозволени концерти. Сето тоа не функционираше ве цела година, здравствена катастрофа во некоја смисла, не во некоја смисла, во секоја смисла се случи во Македонија. Ние сме сведоци, особено овој бран сега последниот, во кој и влегов и јас, а може би и ти порано малку. Да, ама јас така. Овој последниот бран, значи, ниту работеа, ниту имаше свадби цела година, ниту има настани, ниту концерти, а сепак се случи здравствена катастрофа. Работиш и во меѓувреме, кај се- како одржуваш кондиција? Не, сакам да прашам, кај се заразија тие луѓе? Да. Дали има некој одговор од Добро, Комисијата за заразни болести? Немало концерти. Немаше немало- концерти, ние сме без работа, еве. Да не обвини нас, дека умреа луѓето заради нас. Сите пазари се преполни, како на концерт исто, никој не носи маска. Автобусите се полни како сардини.
Значи директен контакт тело со тело. Без контрола. Не знам, фирми големи работат. Се функционира. Ние те останавме некако дежурни виновници, а не функционираме, не работиме. Зошто а вие сме би биле дежурни. поголем ризик од тоа што Па што масовно сме се ние од случува? пазарот поголем ризик? Едно време рестораните ги пуштија работат, пуштаат на лаптоп музика до даска, журката оди, Како сардини, да. а нема жива музика, нема. И никому ништо. Животот си оди, ние стоиме. Да го каже тој Па, Пеци Супер, тоа е малку. рече ние сме најдискриминирани, кој што сака нека Па, збори. на некој начин сме дискриминирани. Зошто не може Ако концерт може да на се Пейс? собира народ, па у кафаните, што е тоа? 100 души во кафана. Тоа е мал концерт. Вака, си седат луѓето, си прават муабет, музика си трешти на лаптоп, си оди на звучниците, Гласно и али они зборат. музичари не смее да има. Тоа е малку чудно. Сега, јас не сум експерт, не можам да им солам памет на стручњаци, знаат они подобро. А како се вашите колеги во регионот? Па сега јас не, или таму е малку не следам, некои велат вака, некои онака, отворено било. Има, луѓето се заразуваат, се разболуваат и таму. Како нивните надлежни институции тоа го регулираат, тоа јас не знам. Како дружуваш кондиција? Свириш, пееш, пишуваш? Па има, снимавме и проекти, јас им снимав и песни, неколку снимив во ова време, иако не е баш за снимање време. На народот и нема многу до музика, меѓутоа мора ние да се одржуваме во форма, мора нешто да се прави. Надежта беше дека овој ќе заврши. И еве сега има навестување дека ќе заврши. Ете, има и вакцини, многу луѓе прележа, имаат имунитет. Има и навестување дека сега од јуни ќе почне да се отворат и тие после ресторани тоа. за свадби што се. Исто така, ние не зависиме само од овдешните околности, зависиме и од надворешните околности. Нашите луѓето со кои ние соработуваме живеат и во Италија, во Германија, и таму е незавидна ситуација, така што едноставно треба трпение. Комуницирате со Австралија, со диаспората, со Америка и таму е... Па имаме контакт нормално и ние имавме закажано лани турнеја во Австралија во март-април. Во април имате турнеја за Да, имавме извадено визи, карти резервирани, сето тоа пропадна. Непосредно пред да тргнеме и подобро што не тргнавме. Ако тргнавме ќе не можеме да се вратиме назад. Значи се е врзано од цел свет. Ние зависиме од светот. Меѓутоа, пак ќе кажам, трпение, спасение. Музиката пак ќе се врати, светот ќе се нормализира, овој свет поминал многу чуми. Меѓутоа треба да сега во овие моменти да бидеме солидарни. Ние во браншата, ние со другите бранши. околу Сите солидарноста, луѓе- затоа што Не гледам многу солидарност, наискрено. во однос на музиката, Не, во однос на нема солидарност. естрадните уметници, Нема солидарност. Зошто да, ми тоа? луѓето што јуват, Нема кој му е солидарност. сега до музика, зашто? Па не, Како па вие да ни не сте мене. професија. Пази, ни мене не ми е до музика. Ни мене. А без Меѓутоа, музика, која е не- смислата на... Чекај, не се збори така со омраза. Мене ме чуди што луѓето се изфрустрирани од политика и од други глупости, од својата собствена беда и немоќ и спасот залудно си го бараат во плукање по други луѓе. Зарем ние како бранша заслуживме после година и нешто седење дома некој да не плука? На кого нешто музичарите му скривија на тие изфрустрирани индивидуи да плукаат по? Дали некој музичар нешто му скривил на некого во животот? Па на кој му е до музика? Па и на самите музичари не е до музика. И да, они живеат од тоа. Да, тоа го коментиравме со Милошевски, како да новинарството и музиката Па не се дали професии, ние не го век. упропастивме животот на тие мизерни души? Дали ние сме виновни за нивниот неуспех во животот? Не тамарава. Па што ние ние на никого ништо не го правиме. Година и нешто, седиме се снаоѓаме како знаеме и умееме, не загрозивме никого, не заразивме никого, како бранша. За- И си чекаме стрпливо да дојде. За солидарноста, за помошта. Во меѓувреме имаше и протести, луѓето си ги бараа своите права, меѓутоа се беше залудно, ситуацијата беше неповолна. Мислам дека
музиката не е најзагрозувачки фактор во ситуацијава. Може би тие донесувачи на мерки, оние што одлучуваат или што дават препораки до владата, комисијата, од таа предпоставка дека ако има жива музика, луѓето поинаку се однесуваат. Да предпоставиме. Кој да знае? Ама еве сега на фудбалски надпревари во Англија ќе пуштат 10.000 луѓе. Па кој ќе ги контролира тие 10.000 луѓе? А протоколи не. Па и за музика уште полесно да се. Што е тешко да се направат на свадба во огромна сала протоколи, огромни маси каде што луѓето се на 2 метра еден од друг. Што им пречи музиката на бина? Меѓутоа, пак ќе кажем, ете така, некој рекол дека тоа е опасно и дека тоа е поопасно и од пазарите, и од автобусите, и од фабриките, од фабричките автобуси, од фабричките мензи, од фирмите. Може би, јас не сум експерт, не можам да им сугерирам. А кој е експерт? Кој оваа пандемија толку непознаници? Па ете сега таму една група луѓе во таа комисија одлучува што е безбедно, што не е безбедно. Значи безбедно е во набиена кафана со 100-200 луѓе да јадат, да пијат, да се гушкаат, да зборат и да слушаат музика од лаптоп. А не е безбедно тие истите луѓе да имаат некаде да им свири некој. Со истиот тон, висина, ако веќе децибелите се проблем, ако ги тераат... Ама децибелите, очигледно за комисијата не се проблем, само декларативно. Затоа што ние сме сведоци, во кафаните ечеше музика од лаптоп со преку 100 децибели. А они викаат 55. Прво не знаат што се, како звучат тие 55 децибели. Стадион. Емисија за вашата вистина.